ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Пролетната сеидба на житните култури нема да започне на време. Временските услови ќе бидат пречка за земјоделците да ги започнат активностите, чиј старт се очекуваше за првата недела од април. Неповолните временски услови и врнежите од дожд се главна причина за пролонгирањето на стартот на пролетната сеидба. Тоа е главна причина што земјоделците не можат да влезат со механизацијата во нивите и да ја подготват почвата за сеидба. Планираната сеидба на пченката ќе почека до подобрување на времето и покачување на дневните температури, за да се засуши почвениот слој и да се заораат нивите. Во Кочанскиот регион во изминатите 10 дена наврнале близу 20 литри дожд на метар квадратен, што дополнително ја зголеми влажноста во земјата. Дождот не им оди во прилог ниту на есенските посеви со житарици поради големата влажност на почвата. Новите врнежи ги пролонгираа и агротехничките мерки, односно третирањето со препарати за заштита на јачменот и пченицата од болести и плевел. Според планирањата во Кочанскиот регион пченицата треба да биде застапена на над 1200 хектари, тутунот на 230, а компирот на околу 10 хектари. Врнежите на подолг рок ќе бидат добредојдени за оризопроизводителите со оглед на полнењето со вода на вештачките акумулации во регионот. Сепак, поради изголемениот водостој и покаченото ниво на подземни води, поплавени се околу 80 хектари во Грдовско и во аторот на Видовиште, а агрономите очекуваат дека тоа нема да биде пречка по еден месец навреме да започне сеидбата на оризот. Министерството за образование го објави конкурсот за запишување ученици во средните училишта во државата за учебната 2015-2016 година. Во двете средни училишта во Кочани предвидени се вкупно 680 слободни места. Преку 6000 места во над 100 средни училишта во целата држава им стојат на располагање на завршените основци од оваа година. Од овој број точно 680 се распределени во двете кочански средни училишта. Пред 2 дена излезе конкурсот за запишување на новите средношколци што го објави Министерството за образование. Во него детално е даден описот на сите струки и распределбата на учениците по паралелки. Во средното општинско училиште Лјупчо Сантов во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик. Од нив за гимназиско образование ќе има место за 136 завршени основци, распределени во 4 паралелки и 136 ученици во економско-правната и трговската струка, во исто толку паралелки за занимањето економски техничар. Нешто повеќе нови средношколци ќе се запишат во Гошо Викентиев, каде има 408 слободни места за заинтересираните кандидати. Од нив во машинската струка можат да се запишат 170 ученици, со по една паралелка за занимањата машински техничар, техничар за компјутерско управување, машинско-енергетски техничар, автомеханичар и инсталатер на водовод и заварувач, односно машиностругар и машинобравар. Во електроструката има 204 слободни места, од кои во 2 паралелки за занимањето електротехничар за електроника и телекомуникации и по една паралелка за електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електротехничар енергетичар, електромеханичар автоелектричар и електроинсталатер и монтер. 34 места се предвидени и во сообраќајната струка за занимањето техничар за транспорт и шпедиција. Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе биде во јуни и август, со 2 пријавувања во јунскиот и едно во августовскиот рок. Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок е предвидено за 22 и 23 јуни, а една недела подоцна ќе биде второто запишување. Во августовскиот рок учениците ќе можат да се пријават на 24 август. Сите средни училишта и интерните огласи треба да ги објават на јавно место најдоцна до 24 април, заедно со вкупниот број ученици и паралелките утврдени со конкурсот. Виничките средношколци ги координираат активностите поврзани со протестите. Во четвртокот тие за прв пат излегоа на улица, застапувајќи го ставот на средношколскиот пленум. По протестите во четвртокот, виничките средношколци денеска беа на настава. Ден претходно и тие излегоа на протест против реформите во образованието. Со повеќе транспаренти, групата тргна од градскиот парк преку центарот на градот кон плоштадот Ангел Винички. Целта на овој протест е да го искажеме нашиот револт и незадоволство во врска со правецот во кој се движи образованието, да покажеме дека цврсто стоиме на нашите ставови, а сето тоа со единствена цел да се врати стариот концепт на државна матура.
Овој наш марш нема да покаже страф од учење, туку жет за знаење. Затоа сите заедно сакаме да и покажеме на оваа земја дека интелектуалната младина е оформена и независна, нашиот дух е непокорлив, а нашиот став непоколеблив, порачаа виничките средношколци. Барањата на учениците се јасни: отстранување на математиката како трет задолжителен предмет во државната матура, враќање на стариот модел за полагање на државната матура, како и укинување на електронското полагање на државна матура воведено неодамна. Освен во Виница, во четвртокот се одржаа средношколски протести во Прилеп и Тетово. Овие протести го следат масовниот средношколски марш што беше одржан во Скопје во средата. Кога станува збор за марширањата од страна на средношколците, ова се втори протести поред за помалку од еден месец. Првиот пат средношколците маршираа во голем дел од градовите, меѓу кои Струга, Битола, Прилеп, Тетово и Велес. Потоа на протест излегоа и кочанските средношколци. Средношколскиот пленум организираше втори марширања поради игнорирањето од страна на Министерството за образование и наука. Започнува преземањето на законските обврски. Се оделува опасниот од комуналниот отпад. Во Виница потпишан договорот меѓу локалната самоуправа и специјализираната фирма. Градоначалникот Емил Дончев официјално го потпиша договорот со раководителот на колективниот откупувач на отпадни батерии и акумулатори Нула отпад. Според договореното, Нула отпад донираше уште 9 поголеми садови за собирање отпадни батерии, кои ќе бидат поставени низ поголемите маркети во градот, а пред една недела исто толку беа поделени и низ училиштата. Целта на оваа соработка е соодветна селекција и одвојување на опасниот од комуналниот отпад, а паралелно со обезбедувањето на садови ќе следува и дополнителна едукација на населението преку предавање и делење флаери во училиштата и градинките. Наскоро ќе биде организиран и надпревар помеѓу училиштата во собирање на отпадни батерии, а за најодговорните ученици ќе следуваат и награди. Виница е меѓу првите општини на истокот кои има склучено договор со оваа компанија, а денес во просториите на јавното комунално претпријатие Солидарност се одржа состанок со директорите на комуналните претпријатија од Кочани, Берово, Делчево, Пешчево и Македонска Каменица, со цел да им се пренесе обврската за постапување по законот за отпадни батерии и акумулатори, како и по законот за отпадна електронска и електрична опрема. Започнаа деновите на медот во Виница, кои ќе траат се до вторник. Во Домот на културата одржано предавање на тема лековитите својства на медот и другите пчелни производи. Деновите на медот во Виница започнаа со предавање на магистар Илшо Захариев на тема лековитите својства на медот и другите пчелни производи. Виничкиот регион има најквалитетен мед и јавноста тоа треба да го знае, бидејќи на 100 километри од Виница нема ниту еден загадувач, истакна тој во вчерашното предавање. Прво, на мене ми е често вечер да сум овде во Виница, затоа што имате доста организирани пчелари. Инаку пчелата и пчелните производи имаат големо значење. Ние знаеме дека медот е битен за исхраната, но мора да кажеме дека пчелата произведе и некои други производи, значи почнувајќи од собирањето на поленовиот прав. Второ е пчелиниот отров или апитоксинот, на трето место го ставам прополисот и најважната материја е матичниот млеч. Сите овие материи се испитани во врвни лаборатории и институти, имаат голема делотворна моќ, значи нивните медицинско значење навистина огромно и имаат широка примена во медицината. Предавањето во Виница беше организирано со цел да се поттикне развојот на пчеларството, кое според Захариев има голема перспектива во Виница. Според него расте и свеста кај граѓаните за употребата на медот, иако менувањето на консумеристичките навики е подолг процес. Па само да кажам дека нашите постари на времето медот го користеле исклучиво кога затребало, го давале само на болни. Значи на болни, инаку да кажам дека денеска треба да се плашта од шекерот. Шекерот е сахароза, нели? А за да добие бел шекер, знаете, природниот шекер е со жолта боја. Да добиете бел шекер треба да користите многу химикалии да добиете таа супстанца. Користењето на медот навистина е природен продукт, представува природен инверт, составен од фруктоза и гликоза, повеќе фруктоза него или гликоза, и се отие материи кои ги има, може да влијат само поволно врз телото, така да моја препорака е дека секој семејство годишно 30 до 40 кг мед треба да потрчи. И од Виничкото здружение на пчеларите се согласуваат со согледувањата на магистар Илчо Захариев. Виничкиот мед е еден од најквалитетните, незагадена околина, немаме плантажи, немаме каде што се употребуваат химикали и прскање, па поготово овој планински одел Плачковицки и Голачки одел.
Ова предавање сега го организираме заедно со господинот Захариев, затоа што он лани одржа едно предавање кое беше многу убаво. Меѓутоа, тоа негово предавање повише е потребно на граѓаните да се едуцират и да знаат да го консумираат медот. Што значи медот и другите пчелини производи за човекот, за исхраната. Иначе, пчелата како пчела, воопшто за природата и за човекот има ептен големо значење. По некоја литература имам прочитано дека ако пчелата ја нема на природата, ќе го нема и човекот. Со предавањето во Домот на културата Тошо Арсо во Виница започнаа годинешните денови на виничкиот мед Благовец 2015. Истите ќе траат заклучно со вторник. Тенденција на зголемување на бројот на штраковите гнезда е забележана во општина Чешиново, Облешево. Локалната самоуправа, која е дел од европската мрежа на села на штркот, продолжува со мерки за заштита на овие птици од струјни удари. Општината Чешиново Облешево, која пред 3 години стана дел од европската мрежа на села на штркот, продолжува со грижа за птиците кои се заштитен знак и обележие на општинскиот грб. Последните податоци говорат дека во општината има околу 80 гнезда, а позитивен е фактот што постои тенденција за нивен пораст. Според одговорните во локалната самоуправа, оваа година се очекува многу поголем број на пребројани гнезда, а во меѓувреме продолжуваат и активностите за заштита на птиците што веќе се присутни во регионот. Значи, најголема опасност за штраковите представуваат струјните удари, како за да можеме да ги заштитиме штраковите од угинување од струјни удари, заедно со Евана преземавме една акција, тоа е поставување на платформи на електричните столбови. На тој начин, освен што ги заштитивме штраковите од угинување, ги заштитивме и домаќинствата од штети во електричните уреди. Значи, до сега имаме заштитено гнезда во селата Жиганци, Облешево и Чифлик и ќе продолжиме и понатаму. На повеќе куќи во населбите во општината има штркови гнезда што птиците ги изградиле пред повеќе децении. Уште кога се направи куќата, штрците дојдеа одма. Еднаш кога мења крово, мораше да го бутнам гнездото, потоа па го направија до ден денес стоја. Па сигурно пред 70, можам да кажа. Јас сам бил тога 10 години, 9-10 години, а знам 72 и 3 почнаа и линденските, гнездата се правеа тука штркове, ластовички, те таму имаше под тоа на ластовичките гнезда, а овие стоја тоа е време. Местното население не ги брка штраковите, затоа што се верува дека тие им носат среќа. Секој вика кога леташ трако да го видиш прво некога стоја за да ти иде годината. Па добро е, не ни смета ништо. Минатата година општината Чешиново Облешево со подршка од германската фондација Еуронатура и Македонското еколошко друштво доби проект за заштита на шумите и пасиштата. Проектот се реализира во соработка со основните училишта, а ќе се однесува на подигнување на јавната свест, кај младите за заштита и поголема грижа кон штраковите. Земјоделците не треба да чекаат овошките да прецветаат за да започнат со нивната хемиска заштита. Агроинженерите советуваат токму во овој период да се изврши првото пролетно прскање, за да се добијат што поголеми ефекти. Прскањето на расцутените овошки што имаат коскести плодови најсоодветно е да се изврши токму во овој период. Според агроинженерите, погрешна е навиката да се чека тие да прецутат за да се изврши третирањето со заштитни хемиски препарати. Со оглед дека временските услови во текот на оваа пролет се нестабилни и проследени со чести врнежи од дожд, тоа може да го попречи навременото прскање. Доцнењето пак е можност за појава на заразни болести што потешко можат да се елиминираат. Во овој период се препорачуваат две третирања. Тоа е едно во фаза на бели балони или да речеме 10% од цветовите се отворени и во пол цвет уште едно третирање со што би имале практично квалитетна заштита. Последните неколку години се забележени огромни оштетувања од монилијата, која што напаѓа и на цветот, напаѓа на ластарите, а понатаму напаѓа и на плодот, али тоа е веќе во фаза на зреење. За доцнетото третирање на овошките според Стојановски е причина што во Кочанскиот регион тешко може да се најде овоштарник каде не е регистрирано заболувањето што го предизвикува габата монилија.
Истото се однесува и за тафрината или кадраво стана листот кај праската. Затоа што во првите фази, во прв момент ги испуштиме овие заштити, оваа заштита се прескокне, можда и неколку дена поред да врне, да паѓа дожд, па не можеме, не сме, фактички сме спречени да интервенираме и токму затоа доаѓа до овие оштетувања. Не се очекува ниските утрински температури што се уште се карактеристични за целиот регион да предизвикаат штети во земјоделството. Според агрономите, поради задоснетата вегетација, пролетното обновување, цветањето и формирањето на плодот кај културите се случи подоцна, а овошките биле во фаза кога издржливоста е поголема. В сабота во Виница е првото издание на меѓународниот фестивал за народни ора Фолклорен караван. Фестивалот ќе се одржи на платото на градскиот плоштад Ангел Винички. Фолклорен караван 2015 културно случување што годинава ќе го има своето премиерно издание во Виница. Фестивалот за народни ора има меѓународен предзнак. Во саботата ќе се одржи еден голем меѓународен фолклорен фестивал на плоштад Ангел Винички во Виница, на кој што ќе настапат 12 фолклорни ансамбли од Република Бугарија и од Република Македонија. Целта на фестивалот е поврзување преку народната култура, преку традициите на македонскиот и на бугарскиот народ, така што се надеваме дека ова како почеток ќе ни биде навистина на успешен настап, со тоа што во тие 12 ансамбли ќе имаме повеќе од 300 учесници, младински ансамбли од овие две пријателски соседски земји и се надеваме дека и публиката ќе ужива во фолклорот и традициите на македонскиот и на бугарскиот народ. Местото и термините за одржување на фестивалските содржини беа дефинирани претходно. Фестивалот ќе се одржи на отворено, доколку временските услови бидат неповолни, предвидена е алтернатива во затворен простор. Фестивалот е во организација на фолклорниот ансамбл Китка од Исти Бања, а ќе се одржи на плоштад Ангел Винички во Виница со почеток во 16 часот на еден убав ден на Лазарова сабота пред големиот православен христијански празник Цветници. Фолклорниот караван е замислен како еднодневно случување кое содржи едукативна, културна и забавна компонента. Виница и особено Исти Бања со години наназад го негуваат фолклорот, а со овој караван добиваат уште еден културен настан од овој вид покрај реномираниот меѓународен фолклорен фестивал Истиманско здраво живо. Следуваат спортските информации. Релативно сиромашни содржини в сабота и недела. Викендот што престои носи фудбалски и кошаркарски надпревари. Релативно сиромашен спортски викенд е на прагот. Одложено е колото во женската фудбалска лига поради настапот на репрезентацијата до 17 години. В недела се играат надпреварите од 14-тото коло во третата фудбалска лига Исток. Двојките се напредок Здрави Радово Каменица Саса, Веласица 14 октомври 1946, 1934 во Виница ја пречекува екипата на Овчеполе. Плачковица среќава со Баби, Осогова е домакин на Тиверија и последниот надпревар од колото е Работник Џумаилија Брегалница Голак. Мечевите се играат в недела со почеток во 16 часот. Започнува пролетниот дел од Општинската фудбалска лига. На програмата е 6-тото коло. Надпреварите се играат во Оризари, каде во 11 часот најпрво се среќаваат Фудбал Старс и Младост, во 13 играат Бели и Сокол, во 15 часот се среќаваат Зарновка и Бирлик. Втора македонска кошаркарска лига, 16-то коло, двојки без Страдовиш, Те Баскет Шкупи, Пелистер Баскет Дино и Тетекс ТТК Црндрим. Надпреверот Вардара Паве Борец Баскет беше одложен, а слободна екипата на Михајловски. Викендов е пауза и во втората македонска пинг-понг лига. Уште една информација од спортот. Екипата на Климент Охридски е победник на општинскиот надпревар во ракомет за основки. Со резултат од 4:1 во финалето ја совлада екипата на основното училиште Никола Карев. Истото обезбеди право за настап на регионалниот надпревар. Турнирот се одржа во спортската сала во Облешево.
Заврши и ова издание на вестите на Канал 8. Имајте убав викенд. Довидување.